Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерва во нашата редовна и постојана емисија во потрага по вистинскиот збор имаме гостин, односно гостинка, повторно писател, односно писателка, Наталија Наумовска. Наталија, драго ми е што еве вечерва и официјално ќе разговараме, иако ние почесто тоа го правиме и приватно, односно на релација издавач и писател-автор. Моето прво прашање ќе биде поврзано со Ѓорче Петров. Ти си родена во населбата Ѓорче Петров и еве сега повторно се врати таму, односно живееш во истата населба Ѓорче Петров. Па моето прашање ќе биде што значи тоа и како изгледа да се родиш во една населба и повторно по еден подолг период да се вратиш во истата таа населба. Некои велат дека е монотонно, издодевно, цел живот да се живее и да се помине само во една населба. Но, од твој аго, од твој личен аспект, кажи ни нешто повеќе за населбата Ѓорче Петров и за твоето враќање во истата населба каде што и си се родила. Повели. Пред се добро вечер. Благодарам за поканата да бидам гостин во вашата емисија. Респект кон вас, Христо, како издавач на книги. Ке кажам, значи, да се родиш во Ѓорче. Се роди в далечната 51-ва, ке си ги кажам годините и не ги кријам, да. Обично жените ги кријат. Не, нема причина да се сокријат годините, меѓутоа Ѓорче го сакам, бидејќи ете, ме асоцира на Вовчето во паркот, бидејќи тука во околината на Вовчето се родив. Вовчето, Киро. Значи, кога ќе ме прашаат, па каде во Ѓорче си родена? Па тука кај Вовчето. Така им кажувам јас, значи, тука имаше старо... Тука и сега има се уште некои куќи од Куќички, да, малку понатаму јас према касарната, меѓутоа тука сум родена. И Ѓорче го сакам, не знам зашто, ете така тоа некако ве води во некој свет посебен, кога ќе знаете дека тоа е родното место во кое се родивте. Ѓорче е прекрасно место. И мислам дека расте во еден град кој што ете се доближува до нели како порта на Скопје. Лежи на две реки, можам да кажам дека дел нели Треска се влева, Вардар и тука така. И Вардар на некој начин ни ги опева сите маки и наши видувања во животот, така да и детството поминало тука околу реката Вардар. Значи Ѓорче зборува за многу нешта во минатото. Јас учев во училиштето Мирчацев. Ми беше асоциација една учителка која што многу ја сакав, Панда Јовановиќ. Пошто ме асоцираше, имаше долги ногти и секогаш црвени. И како дете, уште на 5 годишна возраст, бегав од дома, додека научија родителите дека јас бегам во училиштето. И јас од 5,5 години научив да читам. И значи во сеќавање ми остана, ме зема учителката, бидејќи на нејзин час секогаш одев, ме зема во раце како бебе, ме качи кај директорот на училиштето и вика: ова дете ќе го запишеме во прво оделение. Еве погледнете како чита, и сега се сеќавам политика на српски јазик, јас читам политика и читам се, и се чудеа дека јас толку мала, а веќе знам да читам, ме примија во прво оделение со веќе поодминат дел од годината. Така да тоа ми е еден убав момент, но ете судбински не останавме во Ѓорче, патував меѓу Белград, Скопје и така да јас дел од детството на Калемегдан го поминав. Го помина во Белград. Повеќето бев таму и јазиците ги владеам, значи едниот и другиот, така да се веќе кога станав мома се омажив во Скопје. И моето прво живење беше во Кисела вода, а потоа кај Ристичева палата, па кај Млин Балкан. Значи тоа се 3 локации каде што живее. Но ете, некако на некој начин човек тежне е да си дојде на своето родно катче, па јас така сега во овие години пензионерски сум во Ѓорче. Сега сакам нешто да кажам во врска
повторно со ова што предмалку вие го кажавте, поврзано со Ѓорче Петров. Убаво што спомнавте дека тука е Вардар и со реката Вардар се поврзани многу детски спомени, многу детски искуства, би рекол. Во една од емисиите претходни, гостин беше Ерол Туфан, писател кој што сега живее и работи во Турција, во Истанбул, но кој што е роден во Гостивар. И тој во емисијата, се сеќавам, се уште живо на тие негови реченици, рече дека Вардар е многу битна река, не за Гостивар, не за Скопје, туку воопшто и за Македонија. Јас се согласувам со него, но Ѓорче Петров го носи и големото име на Ѓорче Петров. Да. И уште нешто, драго ми е што го спомнавте Калемегдан во Белград, бидејќи и јас поминав 5 години од мојот живот во Белград, и тогаш кога го спомнавте Калемегдан, јас во мигот како да се префалив таму со сликата, со представата. Но, како и да е, сте биле во кисела вода, сте биле кај Ристичевата палата, значи да. Во самото срцето на градот. Центарот на Скопје, потоа малку сте биле кај Млин Балкан, а сепак, еве, во затворате на еден одреден начин кругот, повторно се враќате во местото каде што сте се родиле да. И сте ги направиле првите чекори и сте ги изговориле првите зборови. Сакам да ве прашам, се определувате за медицината. Да. Завршувате средно медицинско училиште. Дали припадничките на понежниот, на поубавиот пол, речиси сите од ред, мечтаат, копнеат, посекуваат да бидат медицински сестри и докторки, лекарки. Дали тој бел мантил, а и денеска сте облечени во бело, дали тој бел мантил беше магнетот за да се определите за медицината или хуманоста, да им помагате на луѓето? Што ве определи всушност? Па знаете како дете обично игравме учителки. Так. Значи, сите деца сакавме да, нели, ке ученици ни беа столпчињата од пченки и сечени пченки. Да. И тие ни беа ученици и секојаш кажувавме нешто, пеевме песнички, ама и знаевме со стапче да ги тепаме, и во тоа време тоа беше систем на воспитување, нели? Педагошки систем. Така да сите мечтаевме. Како се запишав на медицинско, па искрено не знам. Не можам да се сетам дека имало нешто, но знам дека повеќето од Белград тетка ми вика на медицина, па дури и факултет медицински да завршам. И бидејќи по завршувањето, тоа негде 69-та година, јас се вработувам на детската клиника волонтерски, пазите. Само да прашам, кај беше медицинското училиште тогаш? На истото место. На истото кај што е сега. На истото кај што е сега, да, Панче Караѓозов. Кај државната болница на почетокот. Така. Тоа беше плејада на едни добри професори, на една јака школа во која што на вистина дисциплината преовладуваше. И одевме и низ град со униформа, значи тоа беше... Сеќавате на некои од тие професори тогашни? Па да, се сеќавам. Кој ви оставаше посебен печат? Марија Пановска, значи имаше една Чарна, една Невена исто, една Филева, анатомија беше многу строга жена, многу строга, така да сите беа... Добро, таму има и тешки предмети, реално, стручни предмети. Да, доктор Бидиков, па да не зборам, имаше доста доктори кои што предава стручни предмети, така да по моето вработување, волонтирање на детската клиника, искрено ви кажам, реков, јас овде не се наоѓам, толку ми беше жал за тие дечиња. Офлеле, судбините. Значи, кога ќе ги видев тие деца болни, па родители кога доаѓа на... Значи, страшно нешто, тоа е тажно. Мислам, треба да... Емотивна. Треба да имате срце за да работите таа професија. И така се стремев некако да излезам од медицината, на хирургија ми беше најтешко.
Така. Значи, оперирани, тешки. Така. Не дека мене ми беше тешка работата, туку моите емоции беа пресилни. Така. Доаѓав дома и почнував секогаш да зборувам што се случило таму и јас реков, јас ќе побудалам ако останам овде. Да, ве и разбирам. беше страшно тешко, навистина, преемотивно, особено да гледате болни деца. Ве разбирам. Но, сепак, вие не бегате од судбината, значи не бегате од вашата натрешна и лична, па би рекол дури исконска определба, сепак да им помагате на децата. Да. И вие се запишувате не случајно, сега веќе и мене ми е појасно, зошто на педагошкиот факултет во Штип, каде што дипломирате, го завршувате, зошто? Затоа што се образувате, се квалификувате за едукативна и воспитна работа поврзана со децата, или поточно, долги години поминувате во детската установа, во градинката Весели цветови, каде што сте и во еден период и раководител на градинката. Значи, не може да избегате од судбината. Сте избегале од детската клиника, ама не сте избегале од работата и грижата за децата. Има една голема разлика. Знам. Друго е да бидете со болно детенце, на кое му ги гледате солзичките и болката што ја има, а друго е здраво дете кое се смее, кое ве пречекува со преградка, кое се радува на животот, значи низ игра, низ песна. Тоа најмногу ме определи да се определам за педагошки факултет, каде што и работев и студирав, бидејќи веќе бев вработена. Значи, тоа како вонредно патувавме и студиравме во Штип. И, значи, спремате испити, па одите и така беше тоа вонредно студирање. Но јас, го завршив успешно и можам да кажам дека моите чекори, моите срекни чекори беа да бидам во Весели цветови. Значи, радоста на децата, настапите на приредби, се она што го работевме, се она што го пишувавме, се она што го организиравме за да децата покажат свое знаење, ве прави некако горделив. Тоа е градинка, да им појасниме на гледачите, во близина на градската болница. Беше, таа е сега Корчагин, но Весели цветови имаше некаде околу 17 клонови, така ги вика во тоа време. Значи имаше во Лисиче, имаше 6 во аеродром, центар беше 1, 5 имаше во Кисела вода, така да една огромна градинка. И после беше поделба на директори, па се отцепија дел од градинките и така тоа се. Сега сакам малку да се задржиме малку повеќе на тој период, на таа ваша работа со децата, бидејќи сте работеле во градинка со едно оптимистичко, весело име, Весели цветови. Прво да има цветови, па уште и тие цветови да се весели. Што значи да бидат или бели или розеви, во секој случај да бидат весели. Што значи да се работи со децата од најмала возраст? Вие сте на одреден начин за нив и мајка и татко. Так. Родителите ги оставаат и вам ви ги препуштаат. Да. Значи, довербата е голема работа и бара многу посветување. За детето да ве засака, да не плаче, значи родителот да знае дека го остава во вистински раце. Да. Не е баш така за подценување работата. И не е едноставна. Работата не е едноставна. Значи, мора вашиот лик детето да го почувствува како мил, за да може да ве прифати. Така. Јас мислам дека многу и не се наоѓаат во оваа работа. За жал. Во тоа време ние бевме ентузијасти и работевме премногу. Имавме по 40 деца во група. Можете да замислите вие 4-годишно или 3-годишно дете, група од 30-40 деца. И сите да ги совладате, да знаете како со нив да постапите и секој да има свој ред. И навистина беше тој принцип на работа многу подобар од сегашниот, така јас мислам. Барем сега, кога ќе се сретнам со колешки, гледам дека не е тоа време.
да се метнам малку, само да кажам дека апсолутно се согласувам и сте во право. За да работите со деца посебно, тоа истото значи и со ученици, и со студенти, се разбира, треба да имате мил лик, добрина, харизма, позитивна енергија, синергија, да воспоставите комуникација, нешто од вас да зрачи. Сега во таа смисла мене ме интересира, бидејќи детето е сунѓер, од вас многу зависи што тоа ќе впива, со какви сокови таа млада фиданка вие ќе ја подхранувате, ќе ја напојувате. Зошто? Затоа што од вас и со вас ги учи и зборовите, и првите букви, учи да чита, учи да пишува, се подготвува за понатамошниот воспитно-образовен процес, што цел живот потоа ќе го следи, но вие му ги давате и вие лично се вградувате во темелите, во неговата личност. Вие го, како скулптори, вие го моделирате, вие го формирате. Сега, како вие тоа го правевте? Бидејќи знам, меѓутоа ве прашам за гледачите, со песнички, со пиеси, со игри, на кој начин? Знаете, убаво... За да биде креативно, да биде така, да. воспитно. Убаво кажавте дека како ќе го напоиме детето, како ќе го измоделираме, бидејќи тоа е навистина една страшно одговорна работа да вие измоделирате личност. Да. Значи, ние поставувавме, значи градинката е темелот. Така. Ние го поставуваме темелот, се друго е надградба. Како сега тоа? Значи, тоа оди постапно. Имавме програма. Програмата подлежеше, значи, под ова образование, нели, во тоа време, така да ние ништо не измислувавме. Се беше тоа во една толку дебела книга и по книгата си тоа беше се под контрола, значи доаѓа инспекции, имавме семинари на ниво на Македонија и сега да кажеме кога мене ке ми дојдеше ред да подготвам како со децата ќе реализирам, со се деца учествувавме, од цела Македонија воспитувачи, гости и пред нив сега се представува, како јас сега пред оваа емисија се представував пред родители и пред наши колешки и ние така учевме уствари едни од други, ги делевме своите искуства, знаења. Значи, како утрински се почнуваше со утринска гимнастика, со песнички, значи песнички за деца, исклучиво за деца, значи тоа си е исто така, не сме музика која што не е соодветна, така беше во тоа време, сега не знам како е. Да, сега може и ново компонирано. Така, значи одевме воспитно, многу делувавме, така да и хигиенските навики, развивање говорот, имав едно детенце кој никако 3 години не сакаше да прозбори. И верувајте како јас го натерав да прозбори. Значи, ама бев упорна, месец дена работев со него, ајде сега, ама те молам, ама сега ќе ми кажеш. И така да, многу сум среќна што тоа дете прозборе. Вие фактички сте биле не само педагог, воспитувач, туку во тој конкретен случај сте биле логопед. Бидејќи сте успеале нешто што тешко и ретко се успева. Многу тешко. Навистина, родителите се чудат, детето едноставно ни дома не сакало. Сте имале трпение, сте имале метод, систем. Сакав едноставно. Многу личности поминале, што се вели, со ваша помош, да не речам низ ваши раце. Ајде, една личност, спомнете сепак која што била во вашата градинка, а потоа станала позната, популарна и сигурно била благодарна кога ќе сте се сретнеле, се сеќавала дека токму вие сте биле таа што му помогнала, го научила некои нешта, а од друга страна па вие сте биле горди дека тоа дете вие сте го воспитувале, вие сте го учеле, вие сте го едуцирале. Значи, многу деца
ќе кажам, не директно кај мене во мојата група. Да. Меѓутоа, во Весели цветови, да кажеме на Силвана Бркуљан, таа е новинарка, нејзините деца, Нина и синот, беа во мојата градинка. Мислам дека керката беше во моја група. Значи, не може да се сетам на сите деца. Тина Таутовиќ од ова исто е дете од Весели цветови, исто новинарка. Ама имавте и градоначалник? Градоначалникот на Ѓорче, да, градоначалникот Александар Стојковски, не може да го пречекорам. Значи, на вистина едно паметно дете, барем јас така мислам дека паметно дете. Значи, градоначалникот на Ѓорче Петров, посебно го поздравувам во оваа прилика, беше исто темелот даден од Весели цветови, многу доктори, многу во владата, луѓе, деца, сега возрастни. Значи, имало. Сега сакам да ве прашам нешто. Го завршувате, условно да речем, иако никогаш ништо не се завршува. Ние само надградуваме, само се надоврзуваме на нешто претходно започнато и направено. Доаѓате во пензионерските денови и тогаш почнувате да пишувате. Вие и претходно сте пишувале во градинката за потребите, нели, на тој воспитно-образовен процес кој што пред малку, нели, пред се воспитен, но вие почнувате да пишувате. Зошто? Што беше тоа одлучувачко? Имавте повеќе слободно време, поголем поголема мотивација, желба. Сепак вие кажете, што беше тоа пресудно да почнете да занимавате, би рекол, и посериозно, и попрофесионално со тоа лично, творечко, креативно творештво. Да. Значи, уште како дете рецитирав многу долги стихотворби во настапите наши на приредби. И тоа беше надпревар, да кажеш наизуст долга песна, тоа не можеше секој да го меморира. Бранко Чопич сум го рецитирала, Десанка Максимович, значи едни долги стихотворби кои што наизуст ги учевме во тоа време и тоа беше по воено време кога тие песни беа актуелни. Меѓутоа, кога работев со деца, веќе во детската градинка, јас морав да пишам сценарија за настап на приредба, да се консултирам со стручните тимови во градинката, педагог, психолог и така. Значи, почна да пишам, многу ми е жал што тие и песнички да измислувам. Значи, мораше да се измисли песничка за да придонесувате, за годишните времиња, за животните, за растенијата. Темите беа најразновидни. Значи, за семејството. Од животот, од животот. Така да во тоа време и жал ми е зошто уште тогаш јас не си составив. Некои колешки сега се И не си ги сочувавте тие Не ги сочував. творби. Знаете зошто? Пред да одам во пензија, веројатно се почувствував веќе толку изморена од работа и почнав да ги делам сите. Јас одлично сликам. Значи, правев се што беше мурали во градинката, украсувања за настапи, за приредби, шиев облеки за децата, дури и народни носи. Тоа се ни е креативноста, мораше да ни биде во крвта, да кажам. Нема воспитувач, така, ако нема таква дарба. Така, значи, имав таква дарба и се што имав, тоа беа многу материјали, се ги оставив на помладите колешки. И реков, јас ова подарок за да продолжи лозата. Како донација, добротворно. Се сум подарила, не остана ништо, но зато сега кога веќе станав пензионерка, и навистина си реков вака, па добро, јас моите внуки, треба нешто да им оставам во аманет. Кога веќе пишувам, а досадно е, не сум телевизиоман, да кажеме, од типа особено и овие серијските не ги воопшто гледам, и си почнав да си пишувам. Значи, произлезе... Да си разговарате со себе си. Така, за да помине тој период на слободно време, да кажам. И како почна првата моја восочни солзи. Значи, напишав една песничка, многу интересна. Песна за природата. И ја пуштив на Фејсбук, ја прочита еден господин од Пула, кој што е на Сдруженијето на македонците во Пула,
и рече, вие ќе дојдете кај нас во здружението и ќе читате поезија. Мене ми стана предизвик, бидејќи во Опатија бев, ако се сеќавате, кога ги испраќаа децата некое време во Опатија на летување. Јас бев таа срекница, што бев осмоделенка, што бев таму на ова, и реков, Боже, па јас толку сакам да го видам тоа море, а немав можности, нели? И предизвик ми беше, и навистина таму поминав, речиси, цела Истра. И од таа песна произлегува песна по песна, и кога ги направи сите, син ми работеше во една печатница, уствари беше тоа наша печатница, ние имавме ова, и го замолив, викам, сине, јас сакам да испечатам, да остане белег, еден белег што ќе остане на внуките да читаат. И тоа е првата восочни... Восочни солзи. Првата восочни солзи. Ајде малку да ја представите книгата. Еве јас, не мора вие, јас ќе ја покажам. Меѓутоа, кажете ми нешто за оваа книга. Значи, напишав повеќе песни и реков, јас сакам овие песни да ги објавам. И син ми вика, мамо, јас ќе ти ја средам колку можам, не ти ветувам многу, меѓутоа ќе се потрудам, немам време, но ќе се потрудам да ја направам. Така да, тој, целата книга е во негови раце. Што направи, тој направи. Сега, бидејќи не бев искусна во ова дејност, замолив една, ми беше исто пријателка, се запознавме во Белград на некој настапи поетски, Маријана Кјумбар Селма, ќе ја спомнам, од Израел. Тоа токму сега да ве прашам, предговорот на книгата ви го има напишано поетеса и романсиерка од Израел. Така, значи, Маријана е мажена од студентски денови во Израел и живее таму, меѓутоа беше дојдена тука, во Белград, и ние заедно се сретнавме, и знам дека во таа сала каде што читавме поезија, она низ цела сала ме бараше и прашуваше сите, морам Наталија да ја видам. Тоа беше нашата средба, и јас ја замолив, и она го напиша ова, меѓутоа се погоди да биде нивниот празник, некој верски празник, и она вика, леле, јас морам и на фризер и сегде, не знам дали ќе успеам да ти напишам. А јас толку желба имав оваа книга да излезе во печат. И Маријана на телефон ми ја искуца и рече, не отидов на фризер, ти пратив, рече, рецензија за книгата. Да, ама и вие имате ваше видување за оваа книга, осврт, објавене исто така во оваа книга, и вие ја појаснувате всушност книгата, иако авторот велат најмногу греши кога самиот си го објаснува своето творештво. Тоа се десува не само за писателите, и за сликарите. Замисли за сликарот да треба да објасни својата слика. Некојаш може да биде убаво, некојаш може да биде катастрофално. Така и јас нема да барам од вас да ја појаснувате вашата книга, но сепак гледам дека тука има голем опфат на теми, на песни како број, ама и на теми. Значи, тука имате, само вака, со наслови, и гледачите одма ќе заклучат. Ваму насловот е Восочни солзи, а овде првата песна ви е Суви солзи. Суви солзи, црвена месечина, житно поле, кога молчам во пепелта, писма, 26. јули, 63-та, мојот род, земјо моја, месечина и слично. Завес, книга. Значи, еден голем конгломерат на поетски возбуди. Кога пишувате поезија? Кога ќе ми дојде инспирацијата. Знаете, зашто некој велат пишувам навечер, нема тука определен тајминг. Седнувам и пишувам, после коригирам отпосле. И син ми сега кога кажав последната ја пишувам и крај, не можам веќе, и вика, мамо, ти престана музата на љубовта. Фактички секој има, секој автор има некоја своја муза. Која е таа муза? Всушност, тоа е она што го чита, што го гледа, што го слуша, но тоа е некој внатрешен глас, некој двојник, емоција, некои емоции, некој порив, некоја страст, која ти вели
запиши го ова зашто ќе го заборавиш. Да. И на сликару исто му вели, стави го тоа на платно Так. или на хартија, при пишувањето или при сликањето, авторот е изненаден. Зашто едно планирал, едно имал како идеја на почетокот, меѓутоа и во самиот процес на запишување се случува пишување. Или во самиот процес на сликање, сликата добива некој друг лик од кој и самиот автор е воодушевен и изненаден. Па сега да ве прашам, по првата книга, најверојатно реакциите биле позитивни, ве охрабриле, на блиските сте им подариле примероци, бил направен тој прв чекор, ние обично го нарекуваме тоа презентација и афирмација, и вие сте рекле, сега пишувам втора книга. И не само што сте напишале, туку и сте објавиле. Тоа е оваа книга. Да. Навезени букви. Навезени букви. Сега, овие навезени букви, колку време се везат? Обично неколку години. Многу бргу. Јас, сите ме прашуваат да издадеш 3 книги во 3 години, значи е пребргу. Ама ете, јас некако, ја и сега имам веќе за 4-та книга. Ако реков не пишувам веќе, меѓутоа нешто излегува од мене. Што велите, љубовта не е само љубов меѓу маж и жена, љубовта е љубов кон природата, љубов кон месечината, љубов кон сонцето што не грее, љубов кон татковината, значи добро, љубовта е широка тема. Спиритус мовенс. Е така. Една движечка сила, една енергија која што е база, постамент на се. Ветера да направите. Ете така, да. Рецензијата во оваа книга е од Златан Пејкич. Така. Сигурно некој автор, како викаме, somисленик, собеседник, некој кој што му се допаѓала вашата поезија и ви посветил одредено внимание и вие сте рекле, токму твојот текст ти ќе напишеш и јас ќе го објавам во книгата. Така, да. Сега по ова книга, Навезени букви, неодамна, ја објавивте и книгата На собрани бигори. Так. Веднаш да кажам дека оваа книга, На собрани бигори, ви објавена и со подршка од општината. Од општина Ѓорче Петров, да. каде што сега живее. Каде што живее порано. Кисела вода сте биле порано, ама сега сте во Ѓорче Петров. Морам да му кажам, благодарам на градоначалникот Александар, навистина ми помогна, бидејќи јас кажав дека мора културата да поведе сметка малку и на поезијата, бидејќи ние сме тие што го шириме македонскиот јазик во светот. Сега, пак да кажам, рецензија повторно Маријана. Во оваа книга да. Е авторката која што ви била рецензија на првата книга. Израел, да. Тоа е Маријана Чунбар-Селма, автор, романсиер и поет од Србија. Да, она е од Лесковац родена, ама работа во Израел живее и работи во Израел, така, да. Сега го спомнавте повторно Ѓорче Петров. Со Ѓорче Петров почнавме. Вие сте денеска активни во таа општина. Јас би сакала да сум активна. Да, ама како член на хор? Да, учествувам во хорот на пензионерите. Така? Настапуваме. Сега подготвуваме повторно, значи во Сдруженијето на пензионери ќе има регионални игри и на тие игри ќе настапиме. Иако председателот на Сдруженијето Ѓорче Петров сакаше да има и поетеса која ќе чита. И тоа се случи во Тетово, каде добивме прва награда. Значи, прочитав таму една моја песна и публиката беше воодушевена. Како ќе биде понатаму, јас не знам, но имам ветување од општината дека ќе ме викаат, дека ќе посветат внимание на убавиот пишан збор и се надевам дека ќе читам. Тука се наоѓам себе си. Ајде вака да прашам едно малку поедноставно, дури би рекол и поприземно прашање. Кога е човек пензионер, тој има многу повеќе време отколку претходно
далеко од тоа дека не знае што да прави со себе си со времето, но на вистина има повеќе слободно време што треба да го исполни. И сега тоа го прави. Дали со пишување, дали со настапување во некој хор, дали во некоја, не знам, евентуално театарска група и слично. Дали пензионерите, а јас мислам дека имаат можности, бидејќи гледам има повеќе пензионерски хорови, често пензионерите објавуваат своји книги, често гледам дека настапуваат и патуваат. Сега, конкретно, Наталија Наумовска, која е неисполнета желба, па како пензионер, сака да си ја исполни? Дали објавување на нова книга, дали спомнавте сликарство, односно дека занимавате сликарство, може би подготовка и реализација на изложба, бидејќи за мене вие сте комплетен автор. И пишувате, и сликате, ама и пеете. Да. Бидејќи ретко кој ги има тие дарби. Да речеме, јас лично пишувам и сликам, ама не пеам. Сега, што сака Наталија да и се исполни во блиско време? По-конкретно, на што работите? Што е тоа што е реално изгледно дека ќе се оствари? Па не знам искрено да ви кажам, жалам што не сум моите капацитети не се искористени. Значи во ова пензионерско друштво. Така да очекувам уште една книга да отпечатам, значи тоа ми е желба бидејќи веќе имаме. Да, материјалот го имате готов. Почнав роман, тешко ми оди некако, морам да се најдам, тоа е една тешка проблематика. Тежок жанр романот. Да, за да не е едноставно. А сакам да не биде тоа само онака нешто, само туку да биде на фрлоци. Ете така. Да. Значи сликарството бара пари. Значи треба бои, треба материјали, карти, бои, четки. Така, се тоа си бара свое, а со пензијата за сега не може тоа да се оствари. Единствено гледам дека општината, се надевам дека ќе ме ангажира малку повеќе да ги искористи моите капацитети. Во однос на сликањето, во однос на сценарија, во однос на организирање некои настани или ова. Значи, можам модератор да бидам, можам тоа. И друго нешто, јас јавно ќе кажам. Мислам дека имате и контакти, не само со Србија и Словенија, и дека сте човек кој што воспоставува контакти, а по природа не сте наметливи, и тоа е вашата предност, всушност, што луѓето бараат такви личности како вас, за да комуницираат, да соработуваат и да реализираат проекти. Сега еден таков проект, во кој што сте учествувале, и бил награден, бидејќи во вашата кратка биографија што ми ја дадовте пред да ја направиме ова емисија, вие напишавте: за наградите и признанијата нема да пишувам, ги има многу, јас знам дека е тоа така, но велите, најбитна ми е она во која здружени поети од целиот свет во хиперпоема сме запишани во Гинис. Ајде малку ова да ни го појасните. Прво, која е таа хиперпоема, кој е тој Гинисов рекорд кој што сте го оствариле? Вие ми кажавте мене пред емисијата, но за гледачите. Значи, писател од Русија, Александр Кабишев, организираше секој да испрати по неколку песни, со кои што песни учествува во таа хиперпоема. И таа е составена, всушност, целата хиперпоема е составена од стихови од поети од целиот свет. Тоа е едно здружение. Дали по редослед како ги доставувавте? Јас бе по 94. Ама по редослед? Да. Како ги доставувате, така се вградува? Така, да. А темата? Заедничка или слободна? Темата беше слободна. Да, слободна тема. И тука се поети 2000 поети од целиот свет, со тоа што самата бројка човекот не внесе во Гинисова книга. И тоа ми е многу драго. Ама чекајте сега, Наталија. Тоа е вистински подвиг со бројот, со квантитетот, но убаво и овој наслов хиперпоема, бидејќи сите автори
независно еден од друг, пишуваат на многу различни, би рекол, не само светски, туку и световни теми. Да. Тука сигурно има еден, да не речем мал милион, ама еден мал хаос и од радост, и од плач, и од црно, и од бело, Да. и од сиво, нијанси. Значи, многу теми. Ке ми дозволите, бидејќи времето истекува, да споменам, морам да споменам, значи во хуманитарна организација Childhood во Америка. Значи таму сите наши песни одат во хуманитарни цели за децата од светот кои што страдаат гладни. Така да сум и таму член, има многу награди за кои може да се зборува, уште цела емисија треба. Значи, од продажбата на тие нашите изданија, песни, ние си книги, така, средствата одат во хуманитарни цели. Така, да. А тоа се Австралија и Америка, значи двете се држави заеднички во еден таков проект. Сега, бидејќи се приближивме кон крајот на емисијата, ви посакувам да ви се остварат вашите желби, значи наскоро да ја објавите четвртата книга, да реализирате повеќе активности заедно со визионерите и со другите заинтересирани творци во општината Ѓорче Петров, но ќе ве замолам, бидејќи тоа е наша редовна практика на крајот од емисијата, во оваа така наречена наша отворена книга, на овие две бели страници, изберете една од овие три бои, која сакате, црвената, обично жените избираат црвената. Не, да биде на весело. Да биде на љубов. На љубов, на среќа. Овдека вашето име и презиме пишете го, може со покрупни букви. Значи, Наталија Нумовска. Во долниот дел, денешниот датум, 13.5.2024 година. И сега, во овој дел овде, доаѓаме до една мисла, едно мото, едно гесло, што ќе го напишете, а ние на гледачите ќе им го прочитаме. Секој добар човек треба да чуе една песна, да прочита барем една поема. Барем една поема. И третото. Да каже неколку Да каже неколку разумни збора. Да. Со читање и со овдека се. Точка, да. А овдека запирка. Да, во ред. И може тука скратено се подпишете. Значи, секој добар човек треба да чуе една песна, да прочита барем една поема, за да каже неколку разумни збора. Пораката има... Колку би било убаво, на вистина, секој ден тоа да може да му се случи. Жално е колку не читаме книги. На човека. Барем една песна во денот да прочита, барем да научи еден нов збор. Да. Ви благодарам, еве и со рака. Да, и вас се благодарам. Ќе ви честитам за ова наше другарување, овај наше интервју, ова наша средба и да се гледаме само при вакви убави поводи. Да. Ви благодарам. И вас ви благодарам што ме поканивте.